популација на децата. И имаме намалување од 57 до 60% на кариесот на децата до 14 години. Значи, ова е пред изработката на оваа национална стратегија, направена беше анализа на состојбата на кариесот и во руралните и во урбаните средини. Значи, од тој ден за 5 години ние сите резултати ги даваме во Светската здравствена организација, ги имаме, можеме да ви ги достават секоја година како се намалува кариесот, така да во 2013-2014 година продолжуваат сите активности, а 2014 година ќе дадеме одчет пред државата дали детската и предвидена стоматологија го направи тоа и дали владата и дали државата не погреши со тоа што детската стоматологија ја остави поддржана капа. Определните на владата да ја насочи активноста кон превентивната се докажа како исклучително оправдано, што стужност го откажува и бројот на намалување на кариесот до 60%. Со имплементација на стратегијата се потврдуваат планираните ефекти од стратегијата, а со тоа и исправноста на превентивните активности кои што се дадени во овој документ. Јас ви стоам на располагање и тука сум до крај за се она што би можело од мојата страна како колеги да излезам во престан, да ви помогнам и да задам некои дообјаснувања и заедно да донесеме некои заклучоци кои што биле во интерес и на фелата, и на примерата, и на превентивната, и на специјалистичка консултативна дейност. Благодарам. Дали некој сака да се пријави за реплика? Повикувам доктор Владо Стрилковски, директор на Институт за јавно здравство. Имам чест и прилика да го поздравам овој собир од Содошка дейност во име на директор на Републичкиот институт за јавно здравје и държавна политика, кој што денеска беше оправдано посутен. Јас сум негов заменик во тоа својство денеска да појам тука. Некој посебен осврт не бих дал. Стојам на располагање со можност за одговор и прашање и како представник од институтот, некој човек кој што во овој период, да не кажам, самиот почеток беше вклучен во реформите на здравствениот систем, вклучувајќи и стоматолошка здравствена заштита од пред 2000 година. Член на многу работни групи, законски измени, поштување на системот, многу анализи правени, нормално со поддршка на Републичкиот институт, како носителна дејност, чија главна функција е не само собење на патоци, но и мерење на состојбите, утврдување на социјата, предлагање на здравствени политики. Институтот ќе сега има и нова функција, нова димензија, ново значење. Конечен Републички завод, во својата ориентација прилагодувајќи се кон ценовите европски, ќе сега дефиниран и со законот како Институт за јавно здравје, кој што повеќе не е кон состојбите, но и кон разпоредување посебите. И во таа функција и тој делува и действува. Фактички таа институција која е сушта поддршка во креирање на политики во системот на здравство. Толку било се на слагање, многу од своите знаат во кој групи сум бил, па нешто може во тие дискусии да размене мислења, предлози и како доктори со празник кој што попишува во днес. Благодарам. Доктор Томе Лазаров, Струмица. Реплика, дали нема прашање? Ваша прашање. Јас би имал едно прашање до господинот. Кога Институтот за јавно здравје планира да ги промени образците, статистичките образци кои се од давнешно време од поранешна Југославија и апсолутно не се однесуваат со денесните прилики во праксата и во теоријата во стоматологијата. Има микрофонот. Еве, повелете. Иде вака ви. Точно тоа дека во овој период образците остануваат исти. Повеќе направена дигресија за некои состојби кои што не по наша вина се случија.
Некаде пред 4-5 години беше практички распишан и тендер со кој што требаше системот да се обеди да се направи и да се прилагоди по новиот закон за евиденцијата на заштата. Оде кој работите люби своето сработија, битоа се испостави дека има некои суштински проблеми околу можност да задржливост на тој систем, така тие области останаја практички се уште непроменети. Сега веќе интензивно се работи со дека многу кратки рокови тоа ќе биде завршено, ќе се прилагоди комплетна методологија со нови образци, практички образцот ќе биде содржан во електронските платформи на системот и практички еднолински ќе ги имаме информациите. Тоа се беше проблем. Рачното работење, собирање, прибирање, внесување во базите не правеше доста неажурни, мада веќе некој ниво нажалост и за таа техника, технологија постигнавме. Веќе 2012 година ја имаме со состојби на мобилитет, подењност и сега е да. Притоа, пошто тоа не е тема на оваа дискусија, денеска да своја не ги дава пратоци, стои да слага нашиот институт. Така да, колку интересира може да дојде да побара пратоци, тоа е. Не друг се јавува за реплика? Поверете, колешниот. Следниот. Благодарам. Сакам да го поздравам овој аудиториум денес собран. Немам реплика имам прашање за денешните гости од Министерството и од фондот. Се однесува именно на специјалистичко консултативна дејност ортодонција, бидејќи јас сум специјалист по ортодонција. Не се сложувам дека со уредбата за мрежа на здравствени установи во големите градови е претрупан бројот на специјалисти. Напротив, за дејност ортодонција, откако е донесена уредбата 2012 година, јасно се гледа дека 22 тима работат во Скопскиот регион, а дефицитарни се уште 56 тима. Значи, поминаа 2 години од уредбата. Што ќе се смени на ова поглед за дејност ортодонција? Еве конкретно во мојата приватна здравствена установа 2 тима работиме. Едниот е со договор со фондот, значи сме во мрежата. Другиот тим е вработен веќе 3-та година, чекаме на договор со фондот да влезе овој тим во мрежата. Тимот што значи во него влегуваат доктор специјалист, сакам да напоменам специјалист затоа што се меѓу најобразуваните луѓе со 8 или 9 години високо школа. Изабран асистент кој што е вработен со него од ортодонски услуги приватни, како што е замислено сега, не можат да живеат, не можат ни основна екзистенција да остварат. Значи, очекувам наскоро промени во однос на оваа специјалистичка дејност. Бидејќи ортодонција е специфична гранка. Значи, специјалист по ортодонција според законот треба да работи ортодонција. Во ред, услови за тие што се тимови, што имаат договор со фондот и што работат во мрежата се обезбедени. За млади колеги кои што немаат договори со фонд, верувајте, не можат да работат ортодонција. Треба нешто итно да се преземе на ова поле. Верувам дека е сличен проблемот и со другите специјалисти колеги. Втор аспект, конкретно за ортодонција. Не треба да замижуваме пред вистината дека во секоја ординација, или можеби не во секоја, во секоја втора или трета, кај матичните стоматолози на диво се практицира и се спроведува ортодонција. Ве молам сите го знаеме тој факт. Значи, се запознавме сите. Ви благодарам. Дали ќе може некој да одговори на Ви благодарам. Поверете. Поверете, господин Божи. Во делот кај што кажате за дистрибуцијата на ординациите, јас потполно се сложам со вас. Јас кажам во глобално ниво. Значи, и примарната и секундарната е концентрирана повеќе во градовите, додека во другите населени места ги нема. Не кажам за ортодонцијата. Потполно се сложам со вас што кажувате вие тоа и потполно
ви стојам на располагање понатака, во било кој ден, било кој проблем да ви помогнеме и да се помогне на фелата за овие прашања кои ги ставите. Значи, од потребите на Скопски регион само 25% од жителите може да ги добијат услугите од ортодонција на товарна фондот. Тоа ќе биде дефинирано со уредбата во најскоро време. Во најскоро време. А за Дали друг има прашање? Ако нема Повелете, колега. Поздрав на сите колеги и колешки. Јас сум доктор Джелел Ибраим, магистер по стоматолошки науки и специјалист по стоматолошка протетика. Имам едно прашање за представниците од Министерството за здравство во врска со уредбата за мрежи во Република Македонија, што се надоврзува со протетика, со стоматолошка протетика, каде што критериумот за еден специјалист е многу, би кажал, многу кошто, бидејќи на 75.000 жители и припада еден специјалист кој може да биде во склоп на мрежата. Од каде е земено овој став, овој критериум и навистина не се соопаѓа со терен, бидејќи во градот Тетово веќе има 5 кои се активни во мрежата, а другите останатите на после 2012 не можат ни да вклучат договор, меѓу тие и јас бев, иако основав специјалистичка ординација за година и пол, јас бев принуден да ја ликвидирам таа фирма, поради тоа што не може да се вклучам во мрежата и сега се вратив пак како матичен стоматолог. Каде е ползата на тоа, дека после толку години, што рече и колешката предобно, висока школа и толку труд и финансиски средства, сите се отиднати во неповратно. Благодариме. Дали друг има некој прашање? Една мала реплика може? Повелете. Ве поздравам сите. Го прашувам господин Милошевски. Молам да се представите. Доктор Джелел Шабани од Кондрово, специјалист по протетика. Го прашувам доктор Милошевски. За не беше подобро тие тимови за детска превентива да се доделат на наши ординации и ние да ги вработиме тие педодонти и вие да не се трошите да отварате ординации, па да плаќате струја, па чистачки, па сестри, па пари. И одржување. Зашто? Мислам дека беше непотребно. Сакате да говорите? Тимовите по детска и рекреативна стоматологија остана во јавното здравство, тие немали нови ординации, остана во ординациите во кои што работе према дистрибуцијата што беше поставена од системот. Да не се отвараше и немаше потреба да се отвара и да се трошат нови средства. Во делот на протетиката 75.000 жители на еден стоматолог. Ние ја гледаме од фактички од околината, така на Хрватска има 80.000 жители, така да ние изгледаме една 150.000 со орална хирургија и така натаму. Така да они дошли барање како од нашите глобални цели и од регионот. Дали некој се... Ајде, повелете, Јас сум доктор Данишо Бизевски, орален хирург, со приватна здравствена установа надвор од мрежата на овие здравствени установи кои што пружаат услуги преку фондот за здравствено осигурување. Значи истото што го кажа колешката за ортодонција и за колегата од протетика, исто се однесува и за областа орална хирургија. Сметам дека со ова кажување нема да го решиме проблемот,
него треба да се заработи конкретни планови и мерки, кои што таа мрежа ќе треба да се либерализира. Значи не може двајца луѓе или двајца орални хирурзи на 200.000 жители, 6 души да решаваат таа патологија. Тоа е невозможно. И затоа имаме тој неквалитет на здравствени услуги. Тука е проблемот во нас. Ние тука треба да се договориме како ФЕЛА и да излеземе со став, обединете преку комората, до Министерството, како ние сакаме да биде. А не ќе бараме ние во мрежата да влеземе, овие да излезат, па другите ќе влезат, другите ќе излезат. Значи ние треба тука заеднички преку телата и органите на комората да настапиме и да можеме да се договориме што сакаме ние. Ние на Министерството му кажуваме секој како што ќе стигне. Едни сакат вака, едни сакат така. И ние купуваме само социјален мир и со таа капитација во општиот дел и со тие пари што се плаќаат за специјалистички дејности. И ние во нашата ординација имаме пациенти кои што доаѓаат и викаат зашто вика не можам тука аз да извршам орална хируршка интервенција, на тоа на фондот, да сум осигурени, ги сакам. Или за обсервација, да говори не може. Благодарам. Ќе се одговорите, да продолжите. Големете колега. Доктор Митев, остави. Да се надоврзам на оваа дискусија, би сакал представници што сте си до тука гости да ви поздравам прво. Конкретно прашање за представникот на институцијата Министерството, Милошевски. Значи, во едно нешто може да се согласам јас, но веројатно и сите други, дека има неравноправна распределеност на тимовите. Како тоа да се подобри? Значи, се однесува на специјалистички тимови, на тимови по општа стоматологија, кога за тимовите прво мрежата е затворена да се отварат нови тимови. Значи има поушало 90.000 за специјалисти, на 100 или колко беше илјади жители е орален хирург, на 70-80.000 протетичар, 35 дена рекапитација за општ стоматолог. Како некој ќе отвори ординација во мало и рурално место, поготово рурално, со 35 дена рекапитација. Значи, би сакал тоа некој да ми го објасни, дали е возможно и како тоа да го направи. Поготово рурално место не постои во стоматологија. Благодарам. За дискусија прашање. Тогаш да преминеме на доктор Томе Лазаров. Почитувани колеги, почитувани присутни, на мене ми припадна честа како представник на регионалниот одбор при Стоматолошката комора на Македонија од Сливица со една кратка презентација да го дадеме нашето видување на стоматологијата денес, актуелните состојби кои се затечени од 2004 година и начин на наминување на денешните проблеми што се јавуваат и поглед една нова визија, значи авангарда на стоматологијата како една стратегија во Република Македонија, што се надевам поголем дел од присутните ќе ја прифатите. Моето излагање ќе одговори и сум убеден дека ќе одговори на повеќе енигми што се поставија сега на прашањата од колегите. И мислам дека до еден поголем квалитет на организацијата на стоматологите во Македонија ќе дојдеме само со повеќе така собери присуства, кога ќе бидеме лично заинтересирани од нашето работење, од финансиите, а се надевам во интерес на целата цела стоматолошка во Република Македонија и во интерес на пациентите и на државата Република Македонија. Овој приказ ќе биде од краток формат, што ќе ги прикаже актуелните состојби на денешната стоматологија во Македонија со начин на видување еден либерален пристап на решенија на финансирањето на стоматолошката заштита. Бидејќи регионалниот одбор во Струмица цени дека стоматолошката мисла во Република Македонија, науката и едукацијата оди паралелно рамо до раме со европските и светски трендови, меѓутоа начинот на организација и финансирање многу каска за државите што се нови членки, комши наши на Европската унија, како што се Хрватска, Бугарија, Романија и така натаму. Во првиот приказ, значи, се прикажа тековната состојба со системот на финансирање во Република Македонија, актуелен 2013 година, затечен и формиран, значи 2004 година.
Стоматолошките здравствени услуги, платени од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, се на примарно ниво со капитација 35 денари на осигурените. Секундарното ниво е пакет услуги со месечен лимит од 90.000 денари, односно 98.000 денари на месец. Детската и итна стоматологија има месечен лимит во висина од 116 до 130.000 денари. Стоматолошкиот клинички центар е со пакет, значи посебен пакет на услуги, мислам дека е околу, не сум точен во проект, околу 120 милиони на годишно ниво. Стоматолошките услуги, значи последни со плаќање со лични средства на пациентите според правилникот од Стоматолошката комора на Македонија, кој се надевам сите треба да го почитувате и да го прифатите, за да го воздигнете дигнитетот на стоматолошката професија. Во вториот приказ дадено е, значи, првата придобивка што се доби, значи е компјутеризација на стоматолошките здравствени установи на ниво на цела држава. Втората е интернет поврзаност со приватните здравствени установи со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. По 3 електронската здравствена картичка, која е за поздравување веќе е при крај со нейната реализација. 4 имплементација на мрежа на здравствени установи во Република Македонија со еден добар приказ, значи колку има мрежи, значи во мрежата да се видат колку има ординации на ниво на Република Македонија. Третиот приказ ни го представува распоредот на средствата од буџетот според програмата за стоматолошката заштита. Значи и според нивото на стоматолошката заштита. Во примарното ниво има 932 тима со износ во денари на годишно ниво од 469 милиони денари. Во секундарното ниво има, значи, 252 тима со износ од 275 милиони денари. Детска и превентивна стоматологија има 149 тима со 143 милиони денари и стоматолошкиот клинички центар околу 130 доктори со 120 милиони денари. Во следниот, значи, приказ имаме вкупни средства за стоматолошка заштита изводени од буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Значи вкупните средства што се извојуваат од Фондот за стоматолошка заштита се 6,7% од буџетот на Фондот на Република Македонија. Тоа во денари е 1 милиарда и 7 милиона или во евра околу 16 милиона евра на годишно ниво. Последниот приказ имаме предлог насока за финансирање на стоматолошката заштита. Во предлог насока за финансирање на стоматолошката заштита сакаме да прикажеме повеќе претпоставки кои треба да се остварат за да се реформира сегашниот начин на плаќање на стоматолошките услуги. Под 1. Определување на услугите финансирани од Фондот за здравствено осигурување, дефинирани со пакет услуги за задолжително осигурување. По 2 е воведување на дополнително осигурување за поскапите стоматолошки услуги. По 3 е плаќање на стоматолошката заштита според извршената услуга неопходна заради карактерот на патологијата на интервенциите и по 4 определување на буџетот за стоматолошката заштита за осигурениците на годишно ниво, пример 2-3 услуги. Да подјаснам под последното. Примерот 2-3 услуги сака да каже, значи како во државите што не се соседи, да преминеме во нов модел на финансирање, ќе се избегне, значи сегашното финансирање со капитација, секој осигуреник на ниво на Република Македонија да има по 2-3 услуги, кои тие услуги ги добие од стоматолошките ординации без 0 денари плаќање на партиципација. Значи со изготвување еден генерален софтвер во Фондот за здравствено осигурување и пред се воспоставување на максимална контрола на извршените услуги, која мислам и ценам и сум убеден дека денес изостанува. Во следниот, значи, приказ сакаме да ги дадеме насоките за подобрување на системот на стоматолошката здравствена заштита. Под 1 е воведување на номенклатура на стоматолошките здравствени услуги, кои за жал до ден денес ја немаме. По 2 е воведување на модел за оценување на ефикасноста на потрошените финанси за стоматолошките услуги по дејност. По 3 е промоција и имплементација на поливањето на стоматолошка здравствена заштита како во земјите што се членки на Европската унија. 4. Детските услуги да се вклучат во примарниот пакет и 5 категории на осигуреници до 14 години, крводарители, бремени жени, лица во домови и други социјални установи, како например лица со посебни потреби.
Овој приказ ни дава необходните разходи за основното функционирање на стоматолошките ординации во Република Македонија. Значи, како што може да видиме од дадениот приказ, се дадени минималните средства кои се потребни за функционирање на една стоматолошка ординација. Еден е дадена киријата со средства за одржување на хигиена, цените се дадени во евра, 2 е електричната енергија, вода, телефон, интернет, 3 плата на лекар бруто, 600 евра, плата на стоматолошка сестра бруто, 375 евра, книговодство, канцелариски материјали и други потребни работи за администрација 60 евра, фирмерина, медицински отпад, водещо одржување на опремата и така натаму 28 евра, амортизација на опремата од само 50 евра на месец, материјални трошкови од 250 евра, кои цениме дека се минимални, и санитарни прегледи. Со тоа сакаме да дадеме еден скромен допринос регионалниот одбор на стоматолошката комора. Сакаме да загатнеме многу прашања кај нас колегите кои не се одговорени. Сакаме да кажеме дека отсутствува подеден ке нагласам системот за контрола од страна на пружените наши услуги и ќе даваме еден предлог во името на регионалниот одбор од Струмица. Значи, ние сме за еден по-либерален пристап во однос, значи резот да не биде нагол, бидејќи знаеме дека ние балканците македонците не сме свикнати на нагли реформи, не ги прифаќаме од X причини. Значи, на нас се ни треба време нешто да прифатиме, а знаеме дека сите тие организациони определености и законителности треба само да ги пресликаме од некои држави со давање на наш личен, автентичен акцент како треба да бидат во Република Македонија. Сите во вашите излагања, во вашите прашања ќе ви поставите до представниците на Министерството за здравство и фондот, значи се врте од тоа дека зошто јас да бидам, тој да не биде, или јас да бидам вметнан во мрежите и да не бидеме, или тој да биде вметнан во мрежите. Пред се, ние до тоа дереđe дојдевме бидејќи во Република Македонија има хиперпродукција на стоматолошки кадар. Сите тоа јавно го знаете, дека државата е примала за колку кадар се произведува, значи се едуцира. За да можеме, и ако вистински сакаме да има смена на генерација во стоматологијата, и ако вистински, значи ја почитуваме нашата фела и идните генерации кои ќе додат по нас, треба да возможиме да по-либерален пристап, кај што повеќе стоматолошки добијат право да излезат на стоматолошкиот пазар, на медицинскиот пазар, да ги понудат условите и пазарот ќе каже која ординација како ќе функционира. Значи, се друго е тргнувано од некои наши лични интереси, побуди, мислејќи како да дојдеме до повеќе финанси, лично за нас и нашите природни, значи, здравствени установи. Второ, давам предлог еден до Министерството, до представниците тука, значи, со сета почит кон нив, бидејќи се изготвувачи и на таа програма што беше од 2004 година и лично ги познавам, значи, давам еден предлог, еве општина Струмица нека биде пилот општина, значи, со 82.000 активни пациенти, 40.000 пасивни пациенти, со 56 матични тима на матични стоматолози, со 10 специјалистички ординации и 13 тима, значи да се изготви една екипа, на комисија ли ќе се крсти, тим ли ќе се крсти, ќе се баја како треба средства од Европската унија, бидејќи се дозволат за реформи во здравството, општина Струмица нека биде како пилот општина и да видиме што ќе покаже во, ако пилот програмата трае, да кажеме половина година, 180 дена, какви резултати ќе даде таа пилот општина, финансиски и за пациентите и за стоматолозите. Бидејќи, ако ние понатаму, значи се учуваруваме во капсула и гледаме само, значи, медицинската карта и колку стоматолошки ординации ќе има, бидејќи вистина во странство не може кој работи со фондот било каде да отвара ординации и да биде во мрежа. Тоа сите јавно го знаеме, ама не сакаме изгледа јавно да го признаеме, бидејќи и фондот е лимитиран со пари. Не може сега таа хиперпродукција на стоматологија, у Струмица ако има 300 стоматолози и 300 да бидат во мрежа. Јас тоа го сваќам, не знам, може би моето дете ќе биде еден ден стоматолог, ама исто правило и за него ќе важи. И да молам, ако имате некои прашања, јас тука присутствувам со моите скромни познавања од таа област да ви одговорам. Фала. Дали има некои прашања, реплика? Ја повикувам доктор Сонја Апостолска, председател на Македонско стоматолошко друштво. Велја се.
Почитувани колеги и колешки, благодарам за поканата на оваа трибина, со која што, навистина, како што кажа нашиот декан, представува предизвик авангарден да се биде, меѓутоа не е денеска и не е во овие услови, според мене. Авангарда е нешто навистина што ќе бидеш прв и за што ќе преднечиш. Оралното здравје и се ова што до сега го слушав од нас колегите и ќе го слушаме понатаму, навистина мислам дека не можеме да кажеме дека одиме кон авангарда и ќе бидеме авангарда. Прво што ќе кажам, бидејќи сум по специјалност ендодонт и сум замолена од колегите, би кажала само дека во 2012 година се донесе закон, новиот закон за здравствена заштита. Исто така владата на Република Македонија донесе уредба за мрежата на здравствени установи. Со законот се предвиде дека здравствените установи кои склучувале договор со Фондот за здравствено осигурување до денот на влегување во сила на овој закон продолжуваат да ја сочинуваат мрежата на здравствени установи и продолжуваат да ја вршат здравствената дејност за која имаат дозвола за работа. Во законот донесен во 2012 година се предвиде дека здравствената дејност се врши во мрежа на здравствени установи и надвор од неа. На ниво на секундарна стоматолошка здравствена заштита, основни демографски стандарди за утврдување на мрежата според специјалностите се следни. Еден специјалист по стоматолошка протетика на 75.000 жители. Еден специјалист по ортодонција на 8.000 жители. Еден специјалист по орална хирургија на 100.000 жители. Еден специјалист по ендодонција, која што е изолирани за жал како специјалност, на 200.000 жители. И истото се однесува на специјалноста по орална патологија 200.000 жители. За сега, како законска пречка за склучување на договори со Фондот за здравствено осигурување представуваат специјалностите ендодонција и орална патологија, поради тоа што Фондот за здравствено осигурување во изминатиот период не склучуваше договори со нив, а подзаконските акти кои ги го возложиле ова не се донесени. Затоа и во блиска иднина специјалисти од овие области нема да бидат вклучени во секундарната стоматолошка заштита. Ова го кажам како еден вовед кој што е реален и кој што сметам дека е жалостен што се случува во Република Македонија, бидејќи ако направим пресек на оралното здравје од 2004 година, а не е направен доволен според мене пресек, затоа што не е направена епидемиолошка студија, со која што имаме релевантни податоци од тогаш до денеска, дали на вистина е намален кариесот и покрај тоа што знаеме дека 70% е намален, особено кај првите молари кај децата, меѓутоа дали е тоа доволно? Дали ние ќе бидеме задоволни дека оралното здравје сме го зачувале, ако го зачуваме првиот молар кај децата? Ако зборуваме дека оралната хигиена е на најниско ниво се уште во Република Македонија, за каква авангарда ќе зборуваме? Дали да почнеме од почеток со нашата едукација за оралното здравје, да подигнеме свеста кај пациентите и да го постигнеме нивото не само за чување на моларите, туку и на целото забава во текот на целиот живот. Што следува до некои точки што ги напомени председателката на комората, дали е постигнато, како е направено, што треба да се направи, би предложила прво за специјалностите што ги напоменав, кои што сметам дека се потребни и да се направи стратегија од страна на стоматолошката комора, да се верификуваат, односно да се дозволи да и тие склучуваат со фондот, бидејќи денеска се помасовно се екстрахираат забите, а знаеме дека ендодонцията е една гранка која што навистина може да зачува заб и може да биде многу подобар имплант од оној што сега исто така масовно се става во устите на пациентите. Реперкусиите ќе се видат за неколку години. Дали секој може да става импланти? Дали секој кој што не е, ќе се надоврзам со Јасмина Динчева, кој што не е ортодонт, може во својата ординација да работи ортодонција? Дали континуираната едукација може секој да ја прави? Ќе поддржам деканот дека потекнува стоматолошкиот факултет со ваши заеднички ставови и препораки да се даде да го подобриме квалитетот. Што станува со здруженијата? Кој се може да прави континуирана едукација? Дали тој треба да биде квалификуван за да прави континуирана едукација или може било кој што ќе му текне да направи здружение да врши континуираната едукација? За какво орално здравје ќе зборуваме ние и за каква авангарда во стоматологијата ако нас нестручни лица и овдека зборуваме за секој за самите своји проблеми, а не превземеме оној кој што треба да го прави тоа и за кој што е едуциран и е квалитетен за да постигнеме она што треба да го добиеме во нашата стоматологија и да се гледаме напред во оваа стоматологија која што навистина јас ако би ја гледала повторно ќе изберам како професија. Ви благодарам.
Дали има некој прашање, реплика, со две провокативни изјави од професорката? Поведете.